Парчето хартија која во 2001 година донесе мир во Македонија. Овој 13 август е една година пред полнолетство. На денешен ден пред 17 години беше потпишан Охридскиот рамковен договор, политички документ за ставање крај на војниот конфликт во земјава. Македонија го даде уставот дали албанците ќе го предадат оружјето и за наше добро потпишан мировен договор се насловите на тогаш највлијателните македонски весници. Неколку месечниот воен конфликт стартуваше со соопштение од ОНА, во кој таа нагласуваше дека се бори за територии, а финишираше со политичка спогодба со која низ легислативна рамка беа зголемени правата на припадниците на албанската заедница, но и беше гарантиран интегритетот, сувереноста и унитарниот карактер на Македонија. Преговорите за потпишување на рамковниот договор започнаа во Скопје, а потоа продолжија во Охрид. Завршија со парафирање на документ на 10 август во Охрид, кој 3 дена подоцна беше потпишан во Скопје. На 13 август 2001 година, во претседателската резиденција на Водно во Скопје, рамковниот договор го потпишаа тогашниот претседател на Република Македонија, Борис Трајковски, поранешниот претседател на ВМРО ДПМН и премиер Љупчо Ѓоргиевски, претседателот на ПДП Имери Мери и тогашните претседатели на СДСМ Бранко Црвенковски и ДПА Арбен Џафери. Потписници на договорот во својство на гаранти беа и специјалните представници на ЕУ и САД, Франсуа Леотар и Џејмс Пердју, кои учествуваа во преговорите. Покрај потписниците во разговорите учествуваа и Хавиер Солана, тогашен висок представник на Европската унија за безбедносна и надворешна политика, и Питер Фейт, представник на САД, како и повеќе правни експерти, меѓу кои професорите Владо Поповски и Љубомир Фрчковски. Повеќе од 130 закони, законски измени и дополнувања се донесени во изминативе години од имплементацијата на Охридскиот рамковен договор, од кои најголем дел, 59 се закони за недискриминација и правична застапеност, 40 се во сферата на идентитет, култура, образование и децентрализација на власта. Собранието на Република Македонија во март годинава со 64 гласа за, без против и без воздржани го донесе и законот за јазиците, без амандманска расправа. За законот гласа и пратениците од немнозинските заедници кои со 24 гласа го донесоа законот. Со законот се предвидува во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии и правни лица, кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо, да биде и јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо, односно албанскиот јазик. Законот се уште не е објавен во службен весник.